Ки има војна, нова војна ки има. Црпко, никој не сака во твоја кожа да биде. Колку чини килограм пластичен експлозив на црниот пазар? Лавина реакции предизвикаа ставовите на еден од најпознатите македонски актери. Владо Јовановски најде наустри критики од јавноста, колегите и политичките партии, откако на својот Facebook профил напише дека ќе има нова војна, а подоцна праша и колку чини 1 килограм пластичен експлозив на црниот пазар. И навистина е крајно време, поготово кога излегува од устата на еден уметник, на еден кој што треба да биде интелектуалец или свест на едно општество, навистина е премногу дегутантно веќе тие работи да не наидат на осуда од општеството, затоа што навистина за таква работа војна многу малце фали, едно чкорче понекогаш е доволно за да се случи, а мислам дека премногу далеку се отиде со таа реторика. Долгогодишниот македонски музичар Златко Оријански, кој вели дека 3 децении го познава Јовановски, исто така ги осуди објавите на социјалната мрежа. Владо Јовановски, те познава можеби 30 години како актер и како човек, те знам и пијан и трезен. Ти мене како музичар. Денес повикуваш на војна, јас не можам да пукам во никого, ниту во тебе, ниту во твоите деца. Ти си спремен да пукаш во мене? Пукај бе, браточет, пукај. Ваквите и слични ставови на јавните личности треба да се прифатат доста сериозно, вели војно-политичкиот аналитичар Благој Марковски. За TV21 тој изјави дека долгата политичка криза создава тензии меѓу населението. Во Македонија во овој момент се случува еден, би рекол, феномен од аспект на тоа што од една страна имаме барање на разни начини по секоја цена да се избегне заслужената казна од евентуалните недела што ги правела актуелната власт или поединци од актуелната власт, а од друга страна пак имаме нивно оправдување од страна на јавни личности, на граѓани, кои на сметка на својата иднина и на сметка на својот стандард се приклучуваат или се ставаат во одбрана на ваквите криминални дејанија. Осуда пристигна и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од каде вела дека ова е добро познато сценарио на ВМРО-ДПМН, во чија суштина лежи обидот на Груевски да се спаси од затворска институција. Македонија е мирна, стабилна, демократска држава. Паѓањето на власт која што е исклучиво криминална и криминогена е суштината на кризата во која што се наоѓа Република Македонија. Новата влада во која нема да партиципира ВМРО-ДПМН ќе се соочи со проблеми, предупредија пред неколку дена од оваа партија посредбата со амбасадорката на ОПСЕ Нина Сомалаинен.